Откако се знае дека постојат неидентификувани летечки објекти, имало стотици воени лица и персонал што биле свиркачи и се обиделе да откријат вистината. Но која е разликата меѓу old school свиркачите и оние што се појавија по фамозниот напис Glowing Auras and Black Money, The Pentagon's Mysterious UFO Program во New York Times на 16 декември од 2017. Тоа се новите свиркачи што ја предводат и перпетуираат НЛО ренесансата која што започна со таа приказна. Има неколку дистинктивни разлики меѓу старите и новите свиркачи. Например, една работа за која што сите свиркачи после 2017 година ја спомнуваат, а која што никој пред тоа не ја спомнуваше, е амнестија. Амнестија за сите криминали што ги направиле оние што ја прикривале вистината во име на прикривањето на вистината. Новите свиркачи велат дека за да може да има официјално објавување на вистината мора да има амнестија за оние што со криминални активности ја прикривале. А кои се новите свиркачи? Сите поранешни и сегашни оперативци на воените безбедносни структури. Друга работа што новите свиркачи ја повторуваат, а што ретко кој од постарите ја спомнува, е дека Америка има летала исти како вонземските. Дека војската ја совладала таа напредна технологија и дека сега и американската војска поседува летала со можностите што ги имаат неидентификуваните летечки објекти. А што значи тоа? Дали е тоа реклама за војската? Кон кој е насочена таа реклама? Кон земјените или кон вонземските противници на војската? Дали можеби сите овие прашања се и небитни? Можеби го повторуваат тоа со цел да ја обезбедат горе спомнатата амнестија. Демек, сите криминали што биле направени за прикривањето на вистината не се безцелни. Тоа е жртвата што е дадена за да се совлада вонземската технологија која сега ја има војската. Па заклучок од ова е, можеби и треба да им простиме, можеби на вистина треба да има амнестија. Дали ради тоа го повторуваат сето ова новите свиркачи оние што излегоа после 2017-та? Дали сето ова што се случува од 2017 година наваму е вистинска борба за вистината или за нешто друго? Ако е вистинска борба да се објави вистината, како е можно по 7 децении прикривање наеднаш да се започне процес на постепено институционално прифаќање и постепено објавување на вистината, првично и со тоа што војската официјално призна дека овие објекти постојат и дека ги проучува, а сега и со бројни конгресни сослушувања се истражува оваа тема. Од 2017 секоја година се доставуваат официјални извештаи за НЛО до Конгресот и одржани се со најновото на 9 септември 2025 севкупно 7 сослушувања на оваа тема. Донесени се 4 закони за НЛО, 5-тиот е во процедура. Се уште никој не знае која е причината за овој историски пресврт и за овој процес што очигледно е во тек. Дали е тоа само трка меѓу големите светски сили? Дали навистина пристигна времето за официјална објава? Дали има некој неизбежен настан што ќе се случи и што ги приморува властите да ја објават вистината? Дали постои некоја друга, се уште непозната причина? Сето ова се високо шпекулативни прашања. А последното од нив е, дали нашите посетители ни поставиле некаков рок?